Европската комисија ја потврди оценката што во име на Европската унија и на Соединетите американски држави синоќа ја соопшти амбасадорот на Соединетите американски држави во Македонија Џес Бејли дека се уште не се исполнети условите за одржување на предвремени парламентарни избори во Република Македонија на 24 април. Иако датумот на изборите е наведен во договорот од пржинос, сепак според портпаролката на Еврокомисијата Маја Коцијанчич утврдено е дека се уште не се исполнети сите услови и таа во име на Европската унија ги повика политичките партии во Македонија да останат посветени за одржување кредибилни избори што е можно побрзо. Овие избори се предвидени во договорот од пржино како клучен чекор во реформскиот процес што ќе ја врати довербата на граѓаните во изборниот процес во фер надпревар на идеи и политички перспективи и да се придвижи земјата над политичката криза, потенцираше Маја Коцијанчич на пресконференција во Брисел. Напредокот во исполнувањето на голем дел од обврските не е доволно за Брисел да обзнани дека се исполнети условите за одржување на, како што таа ги нарекува, кредибилни избори. Европската комисија, како што соопшти Коцијанчич, ги повикува политичките лидери да останат посветени, а од политичките партии вели се очекува да работат кон потребните чекори што се потребни за одржување на кредибилни избори што е можно побрзо. Изборите кога и да се случат ќе донесат нова катастрофа за СДСМ, сметат експертите. Според нив, рейтингот на Заев се движи само во надолна линија, па од тука единствен спас за одложување на крајот на политичката кариера, опозицијскиот лидер гледа во одложување на изборите и пролонгирање на кризата колку што е можно. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски, кој раководи со Институтот за политички истражувања, кој пак ги креира прецизните анкети на јавното мислење и партиските рейтинзи, најавува нов пораст на СДСМ. Доколку се знае, поддршката кон едната и другата партија, работите стануваат многу појасни. Доколку изборите се одржат утре, тоа е 2 месеци пред 24 април, она што се случуваше на изборите во 2014 година може би нема да се преслика, но ќе биде многу слично. Така што Заев ќе биде соочен со еден нов голем порез и тоа би значело негово целосно повлекување од политиката, посочува Божиновски. Не стивнуваат реакциите по оценката за условите за одржување на кредибилни избори на 24 април, која што американскиот амбасадор Бејли ја соопшти пред зградата на владата на Република Македонија, што, како што посочува јавноста, е само форма на демонстрирање моќ. При неможност да се сменат изборните резултати во полза на СДСМ, измислени се кредибилни избори. За да бидат кредибилни, им требаат строго контролирани и цензурирани медиуми, како и операција за бришење живи луѓе од испитачкиот список, пишува новинарката Мирка Велиновска во својата најнова колумна Колонија Македонија. Она што се направи со оценката за изборите е одстранување на народот од изборниот процес, коментира Велиновска, која поставува и прашање дали уметничкиот перформанс на Милчиновите језуити за иселени 400.000 гласачи имаше цел да овозможи бришење на гласачкото тело за толку колку што им недостига на Заев и друштвото за кредибилна победа. Во својата колумна пак уредникот на Сител Драган Павлович Латас вели дека во Македонија се гради паралелен систем. Се гради паралелен систем во државата, соростоидите се замена за невладиниот сектор, кадровска база за контрола врз медиумите, универзитетите, средните училишта, судството и обвинителството. Без квалификации, од никого избрани без одговорност. Затоа е измислена Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство и самата надвор од Уставот. Треба да апси, понижува, разбива државен систем, урива фирми и медиуми, да создаде хаос по кој обичен човек ќе заклучи. Нека биде што било, само ова да престане. А за да престане, ако и се дозволи секако, тоа било што е траен хаос и исчезнување на се што денеска представува стабилност, национален идентитет и прогрес, пишува новинарот Драган Павлович Латас. Опозицијскиот колумнист пак Ивор Мицковски преку социјалните мрежи посочи дека во државата странскиот фактор ти е опозиција, а опозицијата дреме по кафани и чека друг да одработи. Новинарот Васко Ефтов пак смета дека кога во една држава опозицијата е слаба, тогаш политичката опозиција станува меѓународната заедница. Тоа не е лошо. Во такви услови на 24 април, на 5 јуни или кога и да бидат изборите, вие како гласачи ќе гласате референдумски. Дали се согласувате со политиката на меѓународната заедница во однос на Македонија? Ваше право на избори да кажете што мислите за лошата или добрата политика на Груевски, но и за лошата или добрата политика на амбасадорот Бејли како лидер на политичката опозиција меѓународната заедница, коментира Ефтов на политичката ситуација на социјалните мрежи.
Македонија нема да ја затвори границата со Грција, но нема да дозволи земјава да стане тампон зона за емигрантите. Наша цел е да се спречи легалната емиграција, да има скенирање и контрола на легитимни баратели на азил и сите што се основани да можат да продолжат до својата крајна дестинација во европските земји, велат од Министерството за надворешни работи. Оттаму додаваат дека сегашниот проблем со афганистанските државјани заглавени на Табановце е тоа што дел од нив се луѓе што не се загрозени и не бегаат од конфликти, туку престојувале во Грција, Австрија или Германија од пределен временски период и го користат емигрантскиот бран да бараат азил во некој од европските земји. Поради тоа Хрватска и Србија не дозволуваат нивни влез, додека Македонија во текот на денот ќе реши какви мерки ќе бидат преземени. Од МНР нагласуваат дека комуникацијата со Грција е подобрена во споредба со лани и се децидни. Во Македонија нема да се градат бегалски кампови.